Родителите на 15-годишната Сара Настеска од Охрид кои молеа за помош за лекување на девојчето во странство, на кое е потребна трансплантација на коскината срж, но и многу други родители кои се во слична ситуација, не сакаат животот на нивните најмили да го остават во рацете на македонските лекари. Поучени од искуства на сограѓани, тие инсистираат нивните деца да заминат на лекување во странство, оти сметаат дека условите и хигиената во македонските болници не се на задоволувачко ниво, а најмала бактерија во вакви случаи може да донесе и смрт. Премиерот Заев вели дека е свесен оти граѓаните немаат доверба во македонското здравство. Според него, целокупниот здравствен систем сега се подобрувал. Родителите, не прифаќате ве конкретниот случај со малечката Сара. Го знаете случајот. Хематологија има 10 исклучително одлични операции кои што се направени, посебно со вградување на матичните клетки. Последиме се што се случува во Македонија, но мораме да јакнеме довербата во домашното здравство. Ветувањето на владата за формирање на посебен фонд за финансирање на лекување во странство на деца до 18 годишна возраст не е реализирано. Премиерот вели дека фондот функционира како и претходно. Лекувањето за деца е во подставка на основниот фонд. Во рамките на целиот тој фонд кој што е за лекување на граѓаните во странство, издвоен е фондот за дечиња, кој што го водат во подставки. Самиот овој фонд не дозволува ниту едно детенце да биде вратено во странство. Во програмата Живот за сите на страна 142 стои: ќе формираме фонд за финансирање на лекувањето во странство на деца до 18 години, кој ќе мора итно да ги носи неопходните одлуки, ослободен од политички и министерски притисоци. Така лекувањето на децата во Македонија нема да зависи од хуманоста на незините граѓани. Лекувањето на деца во странство се користеше и за политичка битка на грбот на малата Тамара од Велес, која почина во 2015 година, чекајќи да завршат бирократските процедури за таа да замине на операција. Ќе воведеме национална здравствена сметка, што ќе овозможи во секој момент да се следат трошењата во здравството. Случаи како болната смрт на малата Тамара никогаш повеќе да не се повторат во Македонија. 11-годишната Ива Крстановска пред 2 месеци ја загуби битката со тешко заболување. И на неа и беше потребно итно лекување во странство, но од фондот не беше одобрен целиот потребен износ. А родителите не успеа навреме да соберат доволно пари за Ева да замине во Германија.